Почитувани сограѓани, најнапред би сакал во пресрет на Великден, најголемиот христијански празник, да ви упатам срдечни честитки на вас и на вашите фамилии. ВМРО ДПМН докажа дека има знаење да ги дефинира и реализира стратешките правци за развој на државата, но покажа и дека е партија позната по грижливиот однос кон граѓаните. Благодарение на аналитичкиот пристап кон проблемите и желбата перманентно да ги подобрува своите политики, ВМРО ДПМН ги детектираше општествените сегменти каде има потреба од интервенции. Имајќи ја предвид светската економска криза, најголема во последните 80 години, дополнително проследена и од должничката криза во Европа, природно и очекувано беше врз општеството и граѓаните да има некои последици. Иако Македонија подобро се справи со кризата од многу посилни светски и европски земји, од последиците се осеќаат врз одделни фирми и граѓани кои не можеа целосно да ги избегнат истите. Кај граѓаните тоа е најизразено преку неможноста навремено да ги плаќаат достасаните обврски. Со единствена намера да им се помогне на засегнатите и да се подкрепат најранливите општествени слоеви, ВМРО ДПМН ги предложи еднократниот отпис на долговите на лицата кои се корисници на социјална помош, лицата кои подолго од 12 месеци се евидентирани како невработени лица и активно бараат работа, и лицата кои поради семејната несреќа, како што е смрт на еден од сопружниците, потешка болест или губење на работната способност, се доведени во состојба да не можат да ги отплатат долговите. Предложената мерка се однесува на неплатени долгови за електрична енергија кои се тужени и неплатени подолго од 12 месеци, долговите спрема банките по основ на кредитни картички, минусни салда на тековни сметки и потрошувачки кредити кои се достасани, а неплатени подолго од 12 месеци и не се обезбедени со движен или недвижен имот. Понатаму, неплатени долгови за парно грејење, долгови по основ на радиодифузна такса и слично. Отписот на обврските од страна на економските субјекти ќе се изврши по пат на одобрување на даночен кредит од страна на државата во висина на отпишаните обврски. Со вака предложените мерки, ВМРО ДПМН не само што ќе ги подкрепи најранливите категории граѓани, туку ќе им помогне и на економските субјекти кои би ги избегнале трошоците за завршување на постапките. Предложените интервенции се офатени и условите се дополнително уредени во изборната програма на ВМРО ДПМН за периодот 2014-2018 година. Граѓаните знаат да препознаат. Со ВМРО ДПМН очигледно има разлика.